tom imate 65 pratenika kako podrška. Zakonot je već donesen. 65 pratenika. Koji može vas da ve zapre? Pa valjda ne verujete deka može nekoj birokrat da ve zapre ili nekoja procedura predvidena so delovnikot, predvidenite fazi čitanja, raspravi vo komisijite. Ključna je podrškata od 65 pratenika. Takvi od zakon ke bide i legitimen i legalen. Samo onako so da gi objasnam tije dva pojme. Legitimen, vidiki zad nego stoji parlamentarno to mnozinstvo. Što je povek je legitimen što zad nego to parlamentarno mnozinstvo je rezultat na pogolen broj partiji i nezavisni kandidate. Vo isto vreme toj zakon ke bide i legalen, zato što ke bide donesen so glasovi poveke od 61 glas. Mnozinstvo što go predvidува Ustavot. Legitimen i legalen. Legitimnosta bara poširoko obrazloženije i ako isto to se dade, ke se vidi vo koja mera toj zakon je danes neophoden, ako si imavo predvid. Sostojbite vo koje što se naogja parlamentarната demokratija vo Makedonija. Tiranskото владење на големите мамутски партии, нивната моќ е општеството да го држат стално под блокада, менувајќи се на власт едни со други, и доведувајќи се и себе и целото општество во една многу тешка состојба, некомпетентна состојба. Погледајте, собранието веќе овакво не е ни компетентно да донесува закони. Од гледиште на квалитетот на законите. И други прашања легитимни би ги отвориле во дебатата, ако отворите можност на уште неколку дебати во врска со тој закон и ќе можете да ги чуете. Легален закон. 61 глас. Сосем доволно. Па уште 65. Единствен проблем кој исто така совладив е што ќе не идете на одредени отпори во врска со прогласувањето на тој закон. Веројатно пратилот на собрание нема да се согласи да го подпише указот. Но имаме среќа, имаме председател на Републиката. Еве го гледам неговиот советник. Јас превземам обврска заедно со советникот да го убедиме председателот на Републиката да го подпише указот и со еден подпис да оди на објавување. Не ќе може ништо Уставниот суд да направи. Бидејќи со закон од 61 глас или 65 обезбедена е целосна уставност. Харов модел. Со отворени и подвижни листи. Една изборна единица со отворени и подвижни листи. Овие наши листи сега се мртви листи. Мртви партиски. Мртви. Треба да се отворат и да се раздвижат. Тогаш ќе може преку тој модел и да се подигне стручното ниво на пратениците. Да се отвори простор и на науката. Да немате само како еден независим пратеник, како што е професорот Мукич. Туку и повеќе такви независни, кои ќе можат со поддршка на гласовите од целата територија да соберат гласови за да го достигнат изборниот колишник.